Морам да кажам дека овие минути ќе бидат одлични за тие кои што го комбинираат овесот или овесните снеголки во своите мини оброци или во своите ужини, па може и во оброците, но исто така и за оние кои што го сакаат вкусот на тирамису, бидејќи денеска ќе правиме тирамису овесна каша со нашиот гостин, по редовен соработник, може да кажеме во делот на кујната на Утринска на Телма, а тоа е нутриционист Антонио Велковски. Здраво, Антонио, до тебе и добре ни дојде во утринската програма. Добро ве најдов и мило ми е што повторно ќе се дружиме и уште некоја идеја посебно за оние што не може да се откажат и од кекси, па некако да ги искомбинираме, нели секогаш одиме на принципот што да додадеме во исхраната, нешто да isфрлиме, така е една идеја како да се збогати, да не биде на пример доручек само од млеко и кекси, туку да збогатиме со уште нешто плюс. Да, добро е тоа што и ќе имаме можност да малку позборуваме, па може да одговориме на одредени прашања и дилеми кои што се појавуваат кај оние кои сакаат да го конзумираат млекото, па во какви комбинации да го прават, па дали можеби на некој му одговара, на некој не толку му одговара, а сепак го сака вкусот, па малку ќе ги разјасниме тие работи од нутриционистички аспект, па да почнеме со тоа што се содржи рецептот, односно состојките на оваа тирамису овесна каша. Така, додиме сега, значи пред прво зашто кажав дека ќе ги збогатиме, нели не можеме да очекуваме од кексите да ни дадат нешто многу нутритивно. И ќе збогатиме со диететските влакни што ги имаат овесните снеголки, плюс нели ќе користам овде има урда, значи колку и да не изгледа вака, за рецептот ни е потребна урда не солена. Се блендира во блендер, јас сега за да не бучиме, нели да не губиме време со блендерот, изблендирав од претходно со засладувач, некој да речеме со мед или со сироп од урми може да се искористи и ванила екстракт. Убаво да се изблендира, значи да добие баш структура на шлак, на крем, не знам како. Сега некој, бидејќи правиме нели тирамису, може ако сака некаде се користат 250 грама урда и некаде околу 100-120 грама овесни снеголки, зависи кој колку сака да биде густа овесната каша. Може дел од ова да се замени со маскарпоне, нели оно што е традиционално за тирамису. Меѓутоа нели тоа е малку помрсно, па да се внимава со количината што ќе се употреби. И ќе ги искомбинираме, значи овде имам изблендирана урда за сладувач и ванила, тоа е составот, и овде овесните снеголки. И ова убаво ќе се измеша. И класично нели го оставаме да откисне преку ноќ, затоа што сега кога ќе го измешам ќе биде доста и течно, нели не може баш така да се употреби. Реков 100 до 120 грама овесни снеголки, затоа што зависи нели колку сакаме да биде густа овесната каша. Ево дека мене ми дојде малку погуста. И сега ова го оставаме да откисне, вако ќе го измешаме и го оставаме да откисне преку ноќ. Аха, значи цела ноќ треба да откисне. Барем 5-6 часови, нели убаво да откисне, секој колку сака, може само со 2-3 часа да се помине. И еве имам овдека готова варијанта на тоа. Значи веќе откиснато. Да, откиснати, еве како изгледа, значи баш како класична овесна каша. И следно е редењето за да го има тој вкус на тирамису. Да, може да продискутираме за тоа колку млекото па и млечните производи треба да бидат дел од исхраната, бидејќи кога ќе тргнеме да се информираме или едуцираме по тоа прашање или на таа тема за млечните производи, секогаш има и некои можеби контрадикторни одговори или посебно во последно време. Да, во последно време, дали треба, дали не треба, па колку треба, па за кого, па дали на кој може да му направат штета, ако има некакви одредени, да кажеме, тегоби или пак не дај Боже здравствени проблеми, така што колку млекото и млечните производи треба да бидат дел од исхраната и што е најважно, кој, затоа што нели има различни на пазарот и веројатно тука ќе и за најмладите, па и за повозрастните што и како е потребно или. Да, сигурно. Доста дискусии за млекото дали треба воопшто да се конзумира. Реално голема потреба можеби нема човекот, нели ако гледаме историски назад во времето, човекот некогаш не ни пиел воопшто млеко, нити од крава, нити од други животни кои што денеска чисто млеко се конзумира. Меѓутоа со текот на времето сме успеале да го толерираме нели млекото.
во текот на времето, значи мака што се уште некои луѓе на пример лактозата не можат да ја толерираат или може да ја толерираат во некоја мала количина. Ако во тој случај сакаат да конзумираат млеко, тогаш нека експериментираат со млечни производи кои што имаат помал процент на лактоза, ако можат мал процент да толерираат. И сега друг муавец ако се јавуваат алергии на млекото, нели некој што има проблем со казеинот или со суриткините протеини, тогаш веќе тие луѓе не смеат воопшто да конзумираат млеко. Меѓутоа, ако се е во ред, значи организмот добро го дигестира млекото, тогаш зошто да не се конзумираат млечните производи? Не претерано, нели? Има некои препораки, да речеме еквивалент на 2 чаши максимум во текот на денот, нели, ако на пример јогурт или млеко или сирење некоја во комбинација или некој друг млечен производ, да се конзумираат затоа што сепак млекото содржи покрај калциум, содржи и фосфор и К2 кои што се битни за коските, содржи и протеини кои исто така се битни за коските. Кај децата, например, не е задолжително децата да пијат млеко, меѓутоа треба да внесуваат по 1300 милиграми калциум, што многу тешко се достигнуваат само да речеме растителна храна. Треба навистина многу да се изедат салати или слична храна или јатки, семки, плюс тие имаат и доста оксалати и фитати кои што ја на некој начин не се антинутриенти, значи и го забавуваат апсорбцијата на калциумот, така што кај деца, да речеме, или жени во менопауза, кај кои што е зголемена потребата од калциум, малку потешко би се достигнале потребите за калциум ако не се конзумираат млечни производи. Не викам дека е невозможно, ама малку потешко би се достигнале тие потреби. Да, но кога имаме нели конзумирање на млеко, сега што се препорачува? Знаеме дека има разлика од домашното млеко и од млекото Купено, да, или тетрапак, како велиме. Веројатно ќе се препорача домашното млеко доколку има можност тоа да се купи, доколку би имало можност, секако, да. Значи, не можеме многу посебно што живееме во урбана средина да бараме нели некој секогаш да се најде млекото посебно што е органско домашно произведено би било најдобро, нели. Меѓутоа не можеме да бараме такво нешто, па ќе се задоволиме со тоа што го има во маркетите. И тоа реков, значи за тие што сакаат да го конзумираат млекото. Од млечните производи, од јогуртите, секогаш да се оди на таа варијанта да има и живи бактерии во јогуртот, тоа го пишува на декларациите на јогуртите за малку повеќе нели пробиотици. Така што одиме на таа варијанта. Оние кои што имаат проблем да речеме со покачен притисок или можеби со покачен холестерол, тие да внимаваат на пониско маслени варијанти. Оние кои што имаат можеби преддиабет, а сакаат да конзумираат млечни производи, тогаш нека внимаваат, тие можеби ќе треба малку помрсните варијанти да ги одберат за да нема влијание на покачување на шеќерот во крвта. Така што за секога различни варијанти, меѓутоа да се избере вистинската и нормално да не се претерува, како со никоја храна. Да, се умерено ставилиме дека е клучот и балансот треба да се направи како во исхраната, така и во се останато. Може, Антонио, да продолжиме со рецептот, па и со мавето тековно ќе додадеме уште некој совет плюс. Значи што направив дека земав кекси и ги натопив во кафе, како што нели одговара за тирамису, и сега ставам слој од искиснатите овесни снеголки и малку шлакнав овде. Ќе земам пак ние тоа ќе средим. Ќе земам пак од кексите и ќе ставам уште еден ред. Исто потопени во кафе. Да, во кафето за да ни даде убав вкус, тирамисото се карактеризира по тоа. И ево уште еден слој и тоа ќе ни биде последниот, на крај ќе наросам и какао. И сега во оваа комбинација, јас искрено, макар што тоа не е карактеристично за тирамисото, јас би додал и малку овошје, и баш ова овошје што е најбогато со антиоксиданти, од типот на јагоди, малини, капини или шумско. Да, шумско овошје, некоја таква комбинација, мислам дека одлично би одговарало во со ова искомбинирано, пак ќе речем, не е тоа карактеристично за тирамисото, меѓутоа да го збогатиме оброкот. Да, секој по свој избор може да си додаде нешто, но кога имаме некој кој што ќе ни каже и што тоа дополнително би предизвикало за вкусот, тогаш е целта е да го збогатиме јадењето. Да, сега ова исто и дилема кога зборуваме за овесот или овесните снеголки. Овесот во последно време се применува, наоѓа честа примена, и овесните снеголки исто така. И тука различни одговори, зошто овесни снеголки, зошто не
овесни снеголки, па колку се дали се штетни, па колку овесот треба да биде поприсутен за разлика од овесните снеголки и така натака. Ти имаме тебе тука, па можеш да ни кажеш дали овесот е подобра варијанта од овесните снеголки, колку може да се практикуваат, бидејќи вистина ја честа примена и голем број од луѓето ги ставаат во различни и рецепти и во оброците ги практикуваат. Да. Значи, мене искрено ја спишував и на Инстаграм, не ми е јасно како можеше и овесот да се најде на црната листа на некако повеќе сакаме во последно време да правиме муавет за храна што ќе исклучиме, што ни штети, што не знам што се измислува и на крај стануваме со некој минимален список на храна што смее да се јаде и толку. Во однос на тоа, цела житарка или овесни снеголки секогаш е подобро, нели целата житарка да се конзумира. Меѓутоа, овесните снеголки при преработката фактички тоа е целосно зрно овес, подсварено и пресувано. За полесно да може нели да се искористи. Не би требало до толку да гледаме негативно на овесните снеголки, нормално во тој процес некој на преработка губи некои од хранливите материи. Меѓутоа ние не живееме само од овес. Нели, тие хранливи материи можеби да ги надокнадиме со друга храна. Да. Не јадеме овес за доручек, ручек, вечера, па и за ужини, туку јадеме еден оброк во текот на денот, еве можеби некои два. Така што многу да не гледаме во таа разлика, туку да гледаме да го вклучиме овесот. Кога има шанси нели за целата житарка, уште подобро. Да. Меѓутоа толку да навлегуваме во тоа, сега се прават муабети за тоа дека содржал шеќери, не знам, јаглихидрати, нормално дека содржи јаглихидрати, меѓутоа тие се заштитени со диететски влакна и така што овесот според мене и овесните снеголки, самите овесни снеголки може да бидат одличен дел од една здрава избалансирана исхрана за тие што има проблем глутенот, нормално ќе се најдат безглутенски, ги има сега на нашиот пазар и тоа мислам дека по слична цена како и обичните овесни снеголки, така што зошто да не се искористи еден добар продукт кој што ќе ни нуди брз оброк и здрав пред се. Така е. Ова кое што денеска го правиме, тоа е тирамису овесна каша, ќе не приближи ли до оној препознатлив вкус на класичната тирамису? Па, со оглед на тоа дека на класичното тирамису фактички вкусот е какаото, ванилата и кафето, мислам дека ќе успееме да го доловиме вкусот и како десерт да ни послужува, а и како еден добар мини оброк. Одлично. Така што кога ќе видиме и во сладки, и во што и да е, зачинот, таквите додатоци, тие го прават вкусот. А кога ќе се искомбинира на еден ваков начин, мислам дека може да се долови тој вкус. Така. И сега на крај би те прашала, можеби нешто што е почесто прашање и не е толку лесно да се одговори или зависи од вкусови, но еве пак ќе речам од нутриционистички аспект. Јогурт или кисело млеко и сирење или урда? Различни производи се. Значи, јогуртот и киселото млеко може да бидат многу блиски во однос на затоа што се двата ферментирани производи, или начин производство е малку поразличен меѓу нив. Меѓутоа може да се разликуваат слични се, зависи од масленоста, зависи од тоа, сега гледам дека на пазарот има со живи култури и кисело млеко. Значи тука немаме некоја многу голема разлика. Другото беше сирење или урда. Сега и тие пак може да бидат слични, меѓутоа гледам дека сирењето најчесто што се продава на нашиот пазар е посолено и помрсно, за разлика од урдата која што се продава во варијанта со повеќе протеини и помалку масти, има во повеќе варијанти. Така што секој според своите потреби, но би рекол да се оди најчесто на тоа да бидат и сирењето и урдата како додаток во храната, да не ни бидат основни, посебно некој ако има проблем или поради солта со хипертензија или нешто слично, тогаш да се оди на понемрсна урда, затоа што сирењето мислев понесолена урда, затоа што сирењето најчесто е солено. Барем јас не сум нашол некоја понесолена варијанта. Да се внимава на цврсто или поцврсто сирење, помеко сирење, обично помекото сирење е тоа кое што може да им попречи на тие што имаат проблем со регулација на шеќерот во крвта, поцврстите варијанти полесно се поднесуваат.
тука се разликите. Кој содржи повеќе од млечните производи, кој содржи повеќе лактоза, помалку лактоза, така што секој според своите потреби. Меѓутоа сепак млечните производи се додаток во исхраната, не се главен дел на оброкот. Верувам дека денеска одговоривме на некои почести прашања кои што се појавуваат кај луѓето кои што се љубители на млечните производи, а не знаат дали правилно ги употребуваат и во колкава количина точно. Бидејќи ми го имаш пратено рецептот и за потсетување за оние кои што или подоцна се вклучи или сакаат точно во грамажа да знаат како да ја направат оваа тирамисувешна каша. Рековме од 100 до 120 грама овесни снеголки, 250 грама несолена урда, една чаша растително млеко, ванила, течен засладувач, инстант кафе, кекси и какао. И оваа комбинација која што ја направи Антонио за да добиеме ваква тирамисувешна каша, која што верувам дека е навистина вкусна, ќе ја пробаме, се разбира, јас и ти Антонио во продолжение. Тебе нема да ти биде прв пат да ја пробаш бидејќи веројатно се подготвуваш, но мене да. И се надевам ќе ми остави добар впечаток. Тебе може да те најдат оние кои што те следат, знаат, оние кои што ќе можеби не знаат ќе те заследат на твојата Инстаграм страна, ајде да јадеме која што ја имаш. Таму имаш и предлози за рецепти кои што ги правиш на лице место, но и совети кои ги бараат. Совети да, за исхрана, кој сака може да посети исто мојот вебсайт ајде да јадеме.com. Да. Во малку попроширена варијанта тие совети, затоа што нели се не може да отиде на Инстаграм и се не е за на Инстаграм. Да. Така што може да го следат и мојот блог таму па да се информираат. Да ти благодарам за твоето гостување. Може да те најдат и кај нас на нашата YouTube страна, односно канал Утринска на Тилма со минатите рецепти кои што досега сме ги направиле и совети кои што сме ги дале, а ќе се гледаме и во иднина, верувам, исто така здрави практични рецепти и оние прашања кои што заслужуваат одговори кои треба да ги знаат нашите гледачи. Сигурно. Благодарам и ајде да уживаме во овој десерт и ќе направиме тука кратка пауза, потоа ќе ја вклучиме и Кати и ќе ја најавиме крводарителската акција во чест на Тоше Прески.